Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пустила, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава епиветар држава. Плачеа деца? Пикшмат. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинителке. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. Добро вечер, почитувани гледачи, и добредојавте во вечерашното издание на прашањето ми е следно. Овој пат малку по-неконвенционално, не сме во студио, сме во автомобил и ќе правиме мотопатрола заедно со мојот колега Горан Момировски. И го изместивме и тајмингот, требаше да бидеме вчера во 21 часот, наместо тоа сме денес во 22. Токму кога почнува полицискиот час. И прво што ќе направиме е да видиме дали е во Македонија, дали сме во Македонија. Може да ја смениш камерата да видиме дека дали е Македонија. Горан, дали си во Македонија? За жал сум облечен малце повеќе од обична мајца. И Да, не си од Долче Габана. Да, и не сум од толку скапа градерова, ама може да прашаме да видиме дали нема некој во Македонија останато. Па ја колку што гледам дека во Македонија нема никој останато, а дали планираш да бегаш можеби од Македонија? Кој јас? Ти? Јас сум рекол, сум Не ти е тоа стилот. збор дека нема да избегам никогаш и за сега не е планот да се бегам, па понатаму ќе видиме здрави. Горан, полициски час, 2 милиона граѓани се држат под клуч, но еден човек успеа да избега макар и на 40 часа и на крајот да се појави пред обвинителството да каже дека не сме требале да дигаме паника и дека тоа било сосема нормално, се чувствувал човекот изнемоштен. Нормално ли е 2 милиона граѓани да мораат да ги почитуваат законите, а еден да има такви привилегии или да има можност да се договара и да преговара со власта? Околу прашањето дали сме 2 милиони, ќе зборуваме малце подоцна се надевам, но за жал не се работи само за еден човек. Да, еден многу познат, многу моќен, многу богат човек. Се работи за систем кој што покажува дека за некого законот не важи, за некого нема специјална посебна истрага да се утврди каде бил. Еден денеска не знаеме што се случувало во тие 43, 4, 5, 6 часа, колку и да биле. И за жал, власта одбегна да поведе истрага за тоа, за да се види дали на вистина некоја зборува вистината. Од политички причини разбирливо, нели, власта не сака да утврди што е вистината, затоа што нема да ја одговара на неа. Беше премногу грешки во чекори од страна на власта во таа операција и секоја истрага ќе утврди дека некој лажел, некој дебело сгрешил. Како на пример прашањето со кого се сретнал Сашо Мијалков во обвинителството. Вилма Русковска не била таму самата кажа. И навистина интересно прашањето со кого се сретнал таму? Кои се луѓето кои што преговарале, разговарале со него? Што правиме ако се појават докази дека Вилма Русковска всушност никогаш и не излегла од обвинителството тој работен ден и дека во 16:52 минути кога пристигнува Сашо Мијалков и кога е снимена изјавата која што ја објави подосна, нели, 24 вести и новинарот Мишко, е снимена некаде 16:52-53 минути. Што во ситуација ако се докаже дека Вилма Русковска всушност била таму? Па добро, сега има повеќе верзии, нели дека всушност Мијалков бил внатре,
и затоа излегол по мајца, дека неговата јакна останала во обвинителство, дека при претходно бил 2-3 часа внатре во обвинителството. Но е ова прашање што го поставуваш ти е најдобра причина да се открие, да се направи една, да се спроведе една истрага за да се види што точно се случувало. А тоа што вака се останува, јас и верувам на Русковска дека не била внатре, меѓутоа не можам да тврдам дека и ти не си во право. Па види, не, јас го кажам ова бидејќи имам сознание дека била внатре, дека имам релевантни информации дека таа всушност била внатре, дека нејзиниот автомобил никогаш не е поместен на тој ден, не е поместен од паркингот, што значи дека таа не ги заминала никаде, освен ако некаде не одела пешки. И ако таа не била таму, како тогаш се појави во 19:25 минути пред новинарите да дава изјава, од каде дојде, од каде влезе, тоа е. И ако може само да ја пуштиш камерата која гледа напред, тука имаме сме на Јаја Паша, како што може да видите, полициски час не важи на Јаја Паша, како што не важеше ниту куќниот притвор и како што не важат многу мерки За многу луѓе кои наведуваат на тоа дека практично сме држава во која што не владее ниту еден закон, нема правна држава, не постои она, како го викаат, владење на правото. Ја искрено сум малку шокиран, гледам стварно многу луѓе овде. Да, овде како да нема воопшто никаква мерка, не знам која камера оди. Сега ја пуштам повторно дорадно. Да. Апсолутно. Сите се на улица, пролет, како да кажам. Има и полициска патрола тука, како што може да видите. Полицијата. Веројатно за нас ке важи законот. Не си Ако помина идеме- полицијата, а гледа дека има луѓе од страна. Да. 10 часот и 10 минути полицијата на очиглед си ги гледа луѓето кога се шетаат во полициски часи, не превзема никаква активност. Камерата повторно. И горам застанавме кај Дома Русковска и кај Сашо Мјалков и неговото бегство, враќање во обвинителство по излегување и небулозите кои што произлегува тоа. Па, премногу има, не знам наистина од каде да почнам. Централното прашање се разбира, ти подобро познаеш од мене кривична постапка, и тоа јас не сум слушнал досега дека некој обвинителство преговара со човек што е веќе осуден. Да. Значи, сите тие договори, преговори, заштитни сведоци, така натаму соработка со обвинителството, договори за некаква помала казна, поблаг и така натаму. Не, во тој момент не беше осуден, Но беше завршени зборови, беа завршени значи- сите процесни действија и се чекаше само пресудата. пресудата, меѓутоа завршени сите делови од Сите процесот. процесни действија. Да, сакам да кажам, немало простор каде да се договараат, зашто се договараат. И тоа е една од работите кои што навистина мора да се истражат. Јас повторно ќе речам, ете и верувам на господата Вилма Русковска дека таа не била внатре и сега да видиме кој бил внатре. Дали јавниот обвинител Љубомир Јовевски бил внатре и да кажат што разговарале. Во секој случај некаде мора да има некаков запис од тоа што е преговарано и договарано во јавното обвинителство. Освен ако обвинителите кои што биле внатре и други присутни лица, за кои што не имаме информации сите, еден ден ќе се потврдат или ќе се проверат, не биле тамо во својство на приватни лица и разговарале приватно со Сашо Мјалков. Сето останато мора да има некаква писмена форма. Белешки, записи, не знам за тонски записи каква е процедурата, меѓутоа мора да има некаков извештај. Во понеделникот Љубомир Јовевски морал да има на својата маса извештај од разговорите, преговорите со Сашо Мјалков. И може да зборуваме до изутрина на темата, има толку многу нејасноти, но во секој случај она што е неопходно не заради
актуелните политички собитија, не заради Сашо Мијалков, туку заради цела држава. Ова што ни се случува со вакцините, морам да го поврзам, е само последица на тоа што ни се случува не само со Мијалков, и претходно со многу други случаи, каде што правната држава не функционираше заради ситни политички дневни компромиси на власта, обвинителството, криминалци и така натаму и така натаму. Да подсетам само случајот Монструм, луѓето убија 4 деца и рибарот од Црешево и избегува се бранеа од слобода, беа 5 години на слобода. Да, имаше и насилни протести во кои што имаше и повредени медиумски работници, Психо, нашиот снимател исто така беше меѓу повредените и никому ништо, осумина обвинет, осумина приведени, против осумина има постапка, а во исто време селективноста на правдата се гледа и во тоа што никаква помпа немаше во јавноста за тоа како изгледаат тие протести. Се гледаше да се намали, да се спушти тонот за случувањата на Битпазар тој ден за време на протестите, но другиот ден затоа бевме главна тема во медиуми. Јас, Александар Пандов, судијата Панчевски, колегата Миленко Неделковски, главна тема бевме дека сме били у кафана во 9:20 часот и еве сега да ја повикам полицијата, нека дојде и нека се прошета малку по Јаја Паша, како што видовте и самите, како изгледаше Јаја Паша после 10:22 часот, полна со народ, сите продавници работат, полицијата тука, ама како да не е тука. И таа селективност, Горан, навистина е она, мислам, што не влече највеќе назад, што не држи застанати во да тапкаме во место. Па да, таа селективна правда, еве да ја наречеме, иако не се работи за судски процеси, се работи за функционирање на правната држава за секој ден, да речам, за сите граѓани, ја создава таа недоверба во институциите, за која што последниве денови, особено по бегството на Сашо Мијалков, многу се зборуваше и од страна на власта, и од премиерот зборуваше, тој е министерот за внатрешни работи. Селективна примена на законите во нивена држава не придонесла за да се зголеми довербата во институциите. Но тоа е прашање кое што за жал ми се чини нема да може да се реши уште долго време, и поради нашиот менталитет, и поради распределбата на силите во Македонија, се дека имате непринципилни коалиции кои што се водат од собствените партиски интереси, се дотогаш не можеме да се надеваме на нешто посериозно на овој план. Те прекинав, претходно почна зборуваш за вакцините и за справувањето, како ние се справуваме со корона, или не се справуваме со корона кризата. Па, сакам да направам паралела. Функционирањето на правната држава се гледа и во случајот со вакцините. Вие не можете да набавите вакцини по регуларен канал, порам сега како власт, нели? И влегувате во крајно сомнителни сделки, трансакции со крајно сомнителни компании. Да, приоритетот е највисок, да, потребата е огромна, ситуацијата е навистина кризна, меѓутоа не смеете да влегувате во било каков компромис. Едно прашање само тука да бидам практичен, ќе се обидам. Кој и врз основа на што одлучи компанијата која што се споменуваше претходно деновиве, да не го кажам името на компанијата, да влезе во трансакција за набавка на кинеска вакцина со други компании приватни? Јас навистина се обидов да прочитам деновиве, да видам за што се работи, кој има право да го прави тоа. Процедурата е едноставно не е испочитувана. Апсолутно. Дали министерот Филипче сам рекол ќе биде таа компанија, дали премиерот Заев одлучил за такво нешто, да го видиме документот, јавен документ да се види дека на таа и таа компанија е даден налог или барање од владата, па да видиме дали има и други компании кои што можеби можеле да ја завршат работата. Зошто не беше јавно повикана јавноста и научната јавност и луѓе кои што соработуваат со компании за да видиме кој е капацитет на државата. Вака, освен тоа што
владата покажа дека нема капацитет да се справи за тоа што е сега приоритет, покаже и нешто друго. Дека таа и во други ситуации го правела истото. Се договарала со приватни компании, го избегнувала законот за наводно некој опште добро, а ние можеби не знаеме за такви ситуации. Имаме ситуација кога еден човек, кој што е за сега во оваа ситуација, со оваа зборуваш за фирмата која што требала да ја направи набавката во Кина, преку која што владата нели барала, односно Филипче, премиерот барале посредништво. Тоа е компанија која што според моите сознанија е на господин со име Беким Земовски. Може и да не е точна информацијата, но еве ќе го споменам, може и да ме демантира. Тоа е некој човек кој што и во времето на Бучковски беше осомничен за слична злоупотреба на неговата компанија. Човек кој што на ист начин функционирал и тогаш и сега. Значи, middleman го викаат американците, човек во средина кој што посредува при вакви матни сделки и за себе си зема провизија, а веројатно во ситуацијата таа провизија би требало да ја дели и со оние кои што ги нарачале овие вакцини. И од тука гледам дека нема ниту една ситуација во која што владата или премиерот требало да се покажат како соодветни за нивните функции, а да не бидат вмешани или да не бидат ставени во корелација со некој ваков сомнителен лик. А ја повеќе ви сакав да зборувам за парите, не го познавам господинот кој што го споменувате, сум го слушал претходно, нели и во други прилики, тоа е точно. И тоа покрај тоа прашање кој одлучил таа компанија токму да преговара, многу поважно е прашањето колку пари се предвидени за таа трансакција, колкав е процентот за компаниите кои што се нели измеѓу компанијата во Кина и македонските власти. Затоа што слушаме различни информации, не можеме да тврдиме ништо, меѓутоа, од тоа што го читав, кинеската компанија во некои држави се продава за $30, тоа е некаде околу 25-6 евра. Ние овде слушаме цифри дека за 200.000 вакцини биле потрошени, односно требало да бидат потрошено 2 милиони евра. Консолидирано 12 милиони евра. 12 милиони евра. И сега ова е огромна разлика. Се надевам, наискрено се надевам дека сепак некој не се осмелил да заработува со провизии во ситуација кога секој ден гинат 10, 12, 15, 20 луѓе, над 3000, околу 3100 луѓе веќе загина. И јас би се надевал кога не би ги знаел ситуациите како она што беше со Рекет, како ситуациите со Рашковски, со Леонардо, со неговите фирми за софтвери и со ред други такви криминални дејства во кои што се поврзани врвните личности во владата. Ево Рашковски сега е најактуелен. Знам дека ти беше повикуван по полиција, по обвинителства, по станиците влечеа за да кажеш од кај ти се документите. Имаш ли вака нешто дополнителен коментар околу тоа што се случува со Рашковски? За Рашковски, за жал, ако почнеме да разговараме, сега ќе треба да разговараме изутрена во 4 часот. Јас мислам и имам одредени информации дека приказната со Рашковски ќе трае многу долго. Само извини да прашам, дека имаме навигација. Од кај ти се земе на автопат дека пошто сме во Шутово Ризари? Тука е десно крака, секаш. Да изнегувам се снима во живо, само да знаете. Да. Па не те фак. Шуто Ризари, дисциплинирани луѓето, па не се дисциплинирани, но не знам дали виде сега се разбега една група од десетина луѓе. Но дисциплинирано во најголем дел, да. Шуто Ризари дисциплинирано во најголем дел. Не беше како ја прош. И те прекинав кај Рашковски. Кај Рашковски ние овие денови само вчера и завчера и денеска сме сведоци на најмалку Право блокирано.
блокирале дека оризарци, шуто оризарци блокирале со Иначе тамо погоре треба да... А зашто блокада ви, тоа е интересно прашање? па веројатно за да не одат нагоре полиција, не знам. Да, само да им објасниме на гледачите, имаше блокада на улицата направена, импровизирана блокада, веројатно самите жители си ја поставиле за да ја спрешат полицијата да ги исконтролира. Да. Се вратиме на Рашковски. Може би десно. И 80... Тоа што десно треба да идеме преку Визбегово, Аха. Добро. Извини, Гладо. Не. Од ова што јас го знам и го следам денови, излегува дека таа фамозна набавка од 80.000 евра за софтвер кој што е извонредно сличен на софтверот кој што екс-генералниот секретар на владата самиот го измислил, го конструирал, е само едно мало камче во пустината, во песочната пустина, едно мало зрнце, затоа што откако 360 степени на Алса телевизија емисијата ја објави таа првична информација, еве сме повторно на група на луѓе, шутери за жал, шуторизари, Да, тоа не е разочарува. тоа е кафаната работи. Гајле немаат собрани се овека. Беа собрани и внатре и пред кафана. Дури и комбе на брза помош имаше паркирано пред кафана. Освен ако немало некој инцидент трагичен. нема полиција. Па не верувам би имало полиција. Да, и мислам дека полицајот што не запре предскат знаеше дека кафената работи. Да, Што е вака исто, вака малку поразително. Па не сме веројатно, да бевме јас и ти у кафана 100% не собира и не носе останица. Не, за разлика од тебе, ја И утре ден, да, утре ден тој Джабир Делала ќе не пишуваше по... Ја ни до 29, ни по 29 не одам по кафеани, така што... добро. Значи, Рашковски случајот 80.000 евра за софтверот кој што извонредно е сличен на неговиот софтвер. Е само едно мало зрнце во пустината песок. Вчера колегите од Радио Слободна Европа на македонски јазик објавија една информација исто така за набавки од страна на Рашковски, за компании. Јас веќе трет ден истражувам една друга набавка од господинот Рашковски, кој што е во висина од 631.000 евра. Една бројка од која што на вистина боли глава. Боли глават на тој што ги нема, инаку тој што ги има веројатно од вишот, не знам дали боли глава. Добро, за нас, вака што сме обичните смртници, наистина страшна бројка. И тука се инволвирани повеќе министерства и една амбасада. Амбасадата денеска одговори Министерството за локална самоуправа, веројатно министерот, сега не знам точно кој одговори од таа страна, не се подпишува, тоа е многу интересна работа, никој не сака да презема одговорност. Господин Милевски, претпоставувам дека тој стои зад одговорот, одговара на прашања кои што не се поставени. Прашањата кои што ги поставувам, кој го набавил софтверот, кој платил, дали е имплементиран, дали е запазен рокот, таму немате одговори на тоа прашање. Јас вратив уште еднашка, ве молам одговорите ми на овие прашања. Неодговарање на прашањата поставени во прв пат јасно укажува дека се работи за нешто страшно. Претходно министерката Мила Царовска, која што била вице-премиер за економски прашања во техничката влада и во тој период е тој софтвер, неколку дена пред изборите практично е тој софтвер, се не знам дали имало технички прием на софтверот, што е, се не сега многу детали да давам, меѓутоа факт е дека сега сите овие инволвирани во времето на Кочо Андјушев промовиран тој проект за рамномерен раст на различните региони во Македонија, посиромашни за проекти и така натаму и така натаму. Да, лев, локален економски развој. Така. И Милевски даде некој одговор тамо дека се работи за 3 нивоа, нешто сосема неважно, суштинските прашања не ги одговори. Од Министерството за наука, каде што сега е Царовска, рекоа дека треба да се јавиме кај Фатмир Битики, кој што исто така го доби овој мејл прашање од мене. Но не одговори. Не одговори се уште. Ја мислам дека на крајот ќе излезе дека Фатмир Битики, вице-премиерот за економија во владата, ќе излезе кабаец за оваа ситуација, иако тогаш тој воопшто не беше вице-премиер. Или може би беше, сега не знам, не се ни сеќавам, но не е важно. Суштината е дека за
водење на евиденција практично на локалниот равномерен развој, Охридска компанија добила 631.000 евра. И тоа со нарачка на тогашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, најблизок соработник на премиерот Зоран Заев, да не забораваме, се работи за човек кој што исто така потекнува од Струмица, дел од таа така наречена струмичка врска во владата, човек кој што го памтиме од Леонардо, тогаш во прашање беа 7 милиони евра. Тука е добро да се постави прашањето уште еднаш на антикорупцијската комисија. Разговарав и со председателката уште летоска Билјана Ивановска. Таа ми рече дека не се видела со Рашковски заради тоа што бил премногу зафатен и така натаму и така натаму. Тој предмет се уште стои тамо. Сега ќе отварат нов предмет за Рашковски, но ми се чини дека се работи за обид да се спаси овој најблизок соработник на Зоран Заев и тоа се објаснува со двете изјави на премиерот Заев, кој што и дента кога пукна аферата и наредниот ден имаше посебни изјави за Рашковски, практично Заев не го дава Рашковски и тука се вака наша анализа е дека Рашковски знае премногу работи и дека би бил опасен доколку настрада во процесот, да. И тоа е страшно за самата власт заради тоа што ова што денеска, види, интересно, денеска јас ќе ти го искоментирав тоа и ќе те повикав. Денеска немаме не најдов на некој нов скандал. И ми беше денеска вака денот празен, чуден, затоа што сме навикнати буквално на секој дневни скандали, гафови, лапсузи, глупости, ситуации кои што не ставаат, не прават тоа што сме денеска, хибриден режим, држава со најмалку слобода меѓу земјите, со најмалку слобода во светот, земја во која што се заробени има најмал процент на слобода на говор. Тоа е тоа што сакав да ти го искоментирам преска и без да те прашам, без да го искоментирам тоа, гледаш имало и за денес нов скандал, само не сме го знаели. Па знаете како, прашање само на анализа на состојбите. И денес имате еден сериозен скандал за време на Советот за безбедност кај председателот Пендаровски. Според најавата вчерашна, не знам дали денеска нешто се смени, меѓутоа од тоа што го видов нема никаква реакција, ниту до објаснување. Освен редовните членови на Советот за безбедност, меѓу кој што има еден човек за кој што постои сериозно сомнение дека не може да добие НАТО безбедност сертификат, ево како мала провокација до кабинетот на председателот Пендаровски и Советот за безбедност. Таму беа присутни тие што по функција спикерот Джафери, министерката за внатрешни работи, премиерот, за одбрана Шекеринска и така натаму, и беа повикани двајца шефови на безбедносните служби, Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Што е во ред, иако темата беше стратешки набавки на Ајде на мала контрола, само да ги предупредам дека идеме во живо, да вечер идете во живо, да знаете, на емисија. Документи да заставам? И ете, правната држава функционира. правната држава функционира. Ама функционира од ја точно поновно. Добро, барем некаде да функционира. Да не биде без ич. Да. Значи додека чекаме да не Додека чекаме да ни кажат дали сме или не сме слободни. Значи скандал кој што за жал најголемиот дел од јавноста не го забележа, а таму не беше повикан шефот на воената безбедносна и разузнавачка служба. Значи се зборуваше за стратешки набавки за армијата, беа поканети Агенцијата за национална безбедност
Виктор Димовски и Ерол Муслио од Агенцијата за разузнавање, но не беше човекот кој што по секоја функција би требало да биде инволвиран во планирањето или анализата на овие набавки стратешки за армијата. И сега тука се разбира се отвараат многу дилеми. Зошто не бил повикан тој човек? Се работи за Горан Василевски, за кој што актуелната портпаролка на Венко Филипче, министер за здравство, мојата поранешна колешка Кити Гетева, во 2018 година пишува дека на сомнителен начин дошол до безбедносен сертификат за само еден месец, инаку треба за човек што бил дел од Чарената револуција. Да се извинувам, Горан, што ќе морам визавам, ми го земаат телефонот, така да... Добро. Да. Ќе мора да почекаме малку, дека на Александар Митовски му биде вратен телефонот. Инаку, додека чекаме да се врати, да кажеме дека сме овде на патот кон Избегово. Ја се извинувам, на кратко ми телефонот си го земам. Да, извини Горан, уште да не заведат дека... Да. Добро. И се отвара прашањето зошто тој човек не беше таму. Има една логика дека таму била неговата шефица Радмила Шекеринска како министерка за одбрана, меѓутоа го земете така и шефот на Ерол Муслио Стево Пендаровски бил на Советот и шефот на Агенцијата за национална безбедност Зоран Заев, премиерот, бил таму, така што по секоја логика мораше да биде и Горан Василевски, шефот на војната безбедност и разузнавачка служба. Ова е особено важно според мене заради тоа што пријатно поздрав и вам хубава вечер. Заради тоа што се работи за човек кој што е тие што биле во Југословенската народна армија се сеќаваат, се нарекува класичи, значи луѓе од исти класи, луѓе кои што заедно минале дел од својата младост по војена, по војните академии на ЈНА, дел од тие луѓе дури знаете за случајот на генералот Милослав Стојановски, беше најден во Вуковар од страна на хрватските власти и дел од хрватските медиуми имаше предупредување за луѓе кои што се така наречени слипери, спијачи во македонската армија и дека ќе имаме проблем за тоа во НАТО. Македонските власти не го послушаа тој совет од Хрватска. Напротив, кога ги објавувавме тие, не знам за тебе, но јас за мене знам, кога ги објавувавме, особено Горан Василевски, тогаш ние имавме тужба дека тоа биле неточни работи, дека ние сме објавувале демантира, се објавувале дезинформации и слично. И денес гледаме, дури министерката Радмила Шекеринска, ако секогаш не нарекуваше и државни непријатели, дека ние сме наштетували на процесот по заширување на НАТО, но реалност е дека сега на крајот се поставува прашањето дали ние или всушност тие се тие кои што ја спречуваат Македонија да прогресира напред, дури еве и сега како членка на НАТО. Ние не можеме да се испратиме наша мисија во НАТО, не можеме да ги продолживаме до придобивките од НАТО, само заради тоа што во ниту еден момент тие не дозволиле или не прифатиле никаква критика, ниту од опозицијата, ниту од реалните или критичките медиуми. Па нека си опозицијските, не е тоа страшно. На крајот на краиштата тоа што станува аргументот и фактите. Кога станува збор за НАТО, тука апсолутно не треба да имаме дилема во одлуката на Стево Пендаровски и неговиот кабинет, кој треба да биде поканет на ваков вид на средби, каде што се разговара за навистина стратешки работи и претпоставам дека треба да бидат класифицирани информации, од проста причина што во неговиот кабинет еден од советниците е човек кој што соработува долги години соработувал со НАТО. Тука не треба да имаме дилеми дека Пендаровски точно знае кој може да добие НАТО сертификат безбедносен, кој не смее да добие, и тие што ги следат работите, тие што не ги следат многу лесно ќе проценат кој во оваа ситуација лаже, кој манипулира, кој извитоперува истината. Оно што е проблем е што Македонија веќе трет месец како се соочува со тој скандал со НАТО сертификатите безбедносни,
но не гледаме дека има било каква промена во начинот, во процедурата, немаме законски промени предложено, барем јас до сега не видов, се обидов на сајтот на Собранието да видам, па и на владиниот сајт кај што се подготвуваат законите, нема таков закон, барем нема комуницирано еве со јавноста да бидам прецизен, што значи дека македонските власти, народно кажано, мува не ги лази дали ние имаме во НАТО, да не кажам забрана, меѓутоа практично блокада, вето за голем дел од највисоките безбедносни представници во алијансата. И кога ќе поврземе тоа со бегството на господинот Сашо Мијалков, ќе поврземе тоа со непочитување на полициски час во центарот на Скопје на Јаја Паша, како што зборувавме сега, каде што поминува полиција и не реагира. Па генерално, Јаја Паша, шутро Ризари бевме, не отидовме до Рашиново, ние немаме толку батерија, ама нема везе. Добро, не е важно, еве, Да. Скопје поминуваме секаде. Ќе поврзете сите овие работи, ќе поврзете ситуацијата со Рашковски, каде што во најмала рака јавното обвинителство мораше да преземе соодветни мерки, нели, тој познат правен институт допрен глас, Добрен глас, да. па колку гласови треба да слушаат Јовески и Русковска за да видат за што се работи. Еве, не мора да е организиран криминал, можеби Рашковски сам функционирал, меѓутоа малку чудно, Нема истрага, нема никакви превземени дејности, активности за да се утврди дали има воопшто одговорност или нема, и ако има одговорност, тогаш кои се носители на таа одговорност, тоа воопшто го нема, но има априори осуда за повторно ќе кажам за опозицијски активисти. Денес утринава добивме информација, јавноста доби информација дека е поднесена кривична пријава против 56 годишен скопјанец кој што објавувал службени тајни. Се работи за Љупчо Палевски Палчо, кој што 2020 јули објави документи кои што биле објави документи од така наречениот предмет Атлантик. Тоа е предмет во кој што се прислушкувани стотици опозицијски активисти, стотици политичари, меѓу кои што и политичари, новинари, бизнисмени. Тоа се луѓе активисти кои што имале своја активност во рамки на движењето Бојкотирам за време на референдумот. Меѓу другите, прислушкуване и Љупчо Палевски, и од тука не знам со кој акал обвинителството покренува истрага за одавање службена тајна кога Палевски ги објавува документите во кои што е самиот тој засегнат. Ама за процес за кој што нема никакво процесно правно дејствие, така, од ниту една институција. Од ниту една. Значи, со ова обвинителството практично признава обвинителството практично дека таков предмет има. Апсолутно. Значи, тоа е една од добрите работи. Втората добра работа што јас очекувам дека ќе се случи е, сега не е добро за господин Палевски, меѓутоа мислам дека тоа ќе биде своевиден автогол, бумеранг за актуелните власти, заради тоа што не знам точно за што се работи, меѓутоа мислам дека господин Палевски го предвидел ови, дека знаел што ќе се случува и дека тоа ќе биде интересен процес за следење. Па ќе биде автогол, особено по ако знаеме дека сега не знаеме, ама претпоставувам дека кога ќе дознаат и самите во обвинителство од каде и како ги добил тие документи, тогаш навистина ќе биде интересен процес за следење, но она што може да се најави е дека да се каже за тој предмет е дека тоа е следење на македонски екстремизам и тероризам. Нешто што приликува вака на 908, на 921, 929, после убиството на кралот Александар, 49-та можда. И тоа е оперативна акција која што се спроведува без судска наредба и без информирање на обвинител. Значи тотално незаконска акција, тотално незаконска операција, и сега наместо да се прави истрага за тоа кој се прислушкувал и кој ги злоупотребувал државните институции како во МВР или управата за следење, тие влегуваат и бркаат вештерки кои што им сметаат во овој момент во нивното политичко действување. Затоа реков дека ќе биде многу интересно. Не знам уште колку време имаме, уште колку батерија имаме, да се фокусираме на работите што ми се чини дека се најважни. А сега ги вклучиме на пуњач, мислам дека ќе не стигне.
наполнеме и до 30%, полека се. Да, добро. Да, имаме време. Ова е интересен феномен да се следат активистите на Бойкотирам и другите луѓе кои што учествуваа во големата народна, една од ретките големи народни победи во Македонија, затоа што референдумот беше народна победа. Апсолутно. И покрај тоа што дел од агенциите за истражување на јавноста тврдеа дека ќе има 40 и 50 на 100 за, се покажа дека македонскиот народ сепак е одговорен кога е важно. Да. Практично сето ова што се случува во моментов со промената на името и покрај таа така наречена вечна клаузула во договорот со Грција, референдумот дава една сосема нова правна, меѓународно правна перспектива и се разбира само ќе треба да се создадат соодветни услови во смисла на владење на право, во смисла на поинаква власт и таа вечна клаузула ќе биде заменета со друга вечна клаузула која што се надам дека ќе трае. Околу грешките на обвинителството, како што мислам дека ова е со гонењето на Љупчо Палевски Палчо, каде што практично се признава дека државата вршела криминал и незаконски действија во одредени институции, слично е и со Рашковски. Вие практично, не вие се разбира, македонските власти, признаваат дека во македонската влада имало човек и се уште има човек, овој човек по потекло од Струмица, Рашковски, близок со работи на Заев, се уште работи во неговиот кабинет и врши мониторинг на проектите кои што се спроведуваат од владата, што е измислена функција, никогаш претходно не постоела, но укажува дека ви имате еден човек натре во највисоките рангови на власта кој што сам решава за најголем дел од работите, оние странични работи, оние мали работи кои што народот не може да ги види. Не може да ги види, но се лукративни и доходовни. Тоа ми се чини дека сме наситени е јасно. И сега тука сакам да се навратам на еден случај, тоа што возиме низ Скопје заедно со Тетово и Куманово е дел од тој така наречен проект на МВР Safe City, нели? Безбеден град. Да. За кој што наводно Рашковски тие 80.000 евра софтвер што го наоѓал требало да биде имплементиран. МВР кажа дека такво нешто не е возможно заради тоа што не е комплементарен со системот кој што е набавен од Израел и така натаму и така натаму. Само ако може таа камера да видиме како ревностно се спроведува полицискиот час во Ѓорче Петров, односно на границата помеѓу Порта Влај и Ѓорче Петров. Уште една контрола, не дека ни сметаат контролите, напротив, но сметаат недостигот на контроли во одредени населби и места во Скопје и околу Скопје и пренагласената контрола и покажување на сила во други градови во други делови од градот. Слушам. Стани за. Како? Добро вечер. Добро вечер. Во живо сте, само да знаете. Добро, хвала. Да. Сега не проверија пред малку. Да. Може да ги видиме вашите посебни? Па сега не ги видува, сега не запишува. Ако може. Може, како не може, све може. Каде е телефонот? Ако ме информираат ваши гледачи дека многу лош сигнал. Повелете? Другите дозволен? Сега. 26%. Александър Митовски. Да. Лична карта ваша ти може? Ева, возачка. Позади ми е уранец, да не знам. Возачката е валидна. И да, може да снимува сигнал, поради тоа што се движиме низ село Скопје и да се префрла од една на друга станица додека фати интернет. Да. Благодарам. Мировски Горан, Повелете? повелете. Хвала. Опа. Ме познаваш? Добар ли? Супер. Иван, Да. повелете. Благодарам.
повели Боро. Благодариме. Приятна вечер. Пријатно. Да немате работа, ајде. И ако работи, ако иде таа камера позади, Ѓорче Петров дисциплинирано, живо пилене од улица, но затоа има и многу полиција. Уран, застанавме кај криминалот и шемите кои што си ги прави Рашковски. Од една на Почнеме од тамо, па се вратиме, толку многу излија има шеми, што Да, постојано се навраќаме. И мислам дека добро ќе се навраќаме. Сега да завршам околу ова. Значи, тогаш, во тој период, крајот на 2019, почетокот 2020, пред почетокот на корона кризата, според моите информации, неколку плати, тоа го зборуваше и екс-техничкиот министер Најте Чулев, во едно гостување на Заспи ако можеш на Алфа, неколку пати било одложувана затворена седница на владата посветена на две прашања. Едното е враќање на оружјето на АНБ кое што го земала од МВР при одделувањето, 4 пати поголем број на парчиња оружје од тоа што реално е потребно за АНБ. И една од точките на таа владина седница требало да биде Safe City. И сега кога се навраќам наназад на тој период лани јануари февруари, излегува дека седницата била одложувана. Знаете како оди, кој ја закажува? Генералниот секретар на владата ја закажува седницата и тој го поставува дневниот ред. Тој човек тогаш бил истиот човек кој што подоцна набавил опрема за Safe City. Мојата анализа вели дека некој во владата, еве нема да кажам Драги Рашковски, намерно го влекувал да се набави софтверот кој што е набавен во февруари, за да се натера МВР практично да го користи. Иако однапред се знаело дека тој не може да биде искористен и тој софтвер да каже на тие што можеби не знаат, 8 месеци не функционира, не може да биде ставен во функција. Примерот Заев имаше една смешна, трагична изјава, вели не функционира, и тоа можеби некогаш ќе функционира, што е само по себе трагично. Да заклучам овој дел со Рашковски, иако повторно велам ќе имаме наредниве месеци и недели, ќе имаме повторно сериозни прашања за него. Се работи за систем во кој што не е само еден човек. Рашковски не е само еден човек. Се работи за систем, одека имплицирам дека се работи за обврска, за Обвинителството за организиран криминал на Вилма Русковска да го истражи овој случај. Имате уште еден случај кој што го објави порталот МК вчера или завчера. Се наметнува повторно така наречена приватна царина, да. Популарно нели кажано. За околу приватната царина, само да те поправам, приватната царина ние го откривме, го објавивме од прилика пред 2 недели, кога беше првично најавено од страна на седница на влада, заклучок беше тоа од седница на влада. И тоа е приватна царина, во која што повторно Драги Рашковски ќе биде тој кој што ќе треба да го прави софтверот и барем тоа се неофицијалните информации до кои што ние дојдов. Па и јас го читав колегата Александар Дамовски од МКДМК, кој што веќе ми се чини во 3 приложенија пишува на оваа тема, со тоа што тамо се работи за не века 80.000 евра не е сериозна сума или 631.000 евра за приказнава кој што јас ја перам, се работи за 17,3 милиони евра за нешто што наистина е доволно пари да се проживеат 10 животи за било кој обичен смртник. И повторно ќе речам, се чудам зошто јавното обвинителство, не само првите луѓе тамо Јовески и Русковска, зошто некој од обвинителите не се осмели и не тропне на маса да каже дека мора да има истрага. Навистина сум шокиран заради тоа што утре кога ќе не судат нас, како ќе веруваме во правната држава ако за вакви еклатантни примери нема чекори. Па јас колку што знам последните информации ми говорат дека
Во моментов активна е истрага внатре во обвинителството и предмет на таа истрага е практично обвинителката Вилма Русковска. Сега, колку е тоа точно ќе видиме, ќе покаже времето, но тоа што го знам е тоа дека за незе се прибираат веќе и докази и се прибираат информации околу незиното действување, особено по скандалот со Сашо Мјалков. Се надевам дека ќе имаме и ние еднаш можност да ги пофалиме обвинители и да кажеме дека една работа се завршили како што треба и нашле соодветни докази кога веќе отвориле истрага. За жал ми се чини дека овој твој оптимизам не го делам во секој случај, ми се чини дека ќе се случи нешто што Вилма Русковска ќе ја спаси. Имате тука многу релации, едноставно не треба да сте новинар или аналитичар или познавач на правосудството за да заклучите. За да се поведе постапка против Русковска, таа мора да ја поведе обвинителот Љубомир Јовески, главниот републичкиот обвинител. Сега не сакам тука повторно нели да шпекулирам, меѓутоа и Вилма Русковска може слободно да поведе постапка против Љубомир Јовески и затоа токму овие соодноси ми се чини дека ќе нема да ни дозволат да видиме правда во тој дел, заради тоа што сепак да не заборавиме дека во еден момент во аферата Сашо Мјалков во македонската влада на иста маса беа седнати и Јовески, председателот на кривичниот суд 1, нешто што не сме да се случи по ниедна основа. Јас пред една емисија на Заспи, ако можеш со портпаролот на владата. Пази, ти како се вика, изјава не замоли председателот на судот, не замоли да повлечеме барањето, односно жалбата за определување на мерка ефективен притвор. Тоа е нешто што не е видено никаде во светски рамки. Само кај нас постои председател на суд кој што замолува обвинителот да ја повлече жалбата со која што се бара мерка ефективен притвор за лице за кое се завршени сите процедури и се очекува казна затвор над 10 години. Тоа е, не знам, веќе се губи коментар, се губат зборови кога треба да се објаснуваат вакви небулози, вакви нечуени работи. И нема никому ништо, нема никаква одговорност, нема никаква истрага, нема никакви дисциплински постапки, судскиот совет како да не постои, советот на јавни обвинители, како да кажам. Да, моите информации велат дека има и уште неколку други истраги или истражувачки да кажам чекори кон одредени суди кои што не се на линија на тоа што го посакува Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Се разбира во координација со ДУИ, да не се лажеме дека само СДСМ ги прават овие работи. Всушност, овој проблем не е само во обвинителството или во судовите. Ја видовме денеска во лекарската комора, со вчера поточно. Видовме што се случи. Случај каде што имате 3 извадени органи од Јас да прашам дали некој од вас почувствува земјотрес? Не. Добро, во возење овде не. Во возење да, не можеме баш да, но имало пред малку земјотрес 4,9 степени по Рихтер на 67 км југо-западно од Скопје. 16%. Југо-западно од Скопје, тоа би дошло некаде македонски брод во близина, претпоставувам, тоа Да. во правец на браната Козјак. Да. Не почувствувам. И само ако може оваа камера да оди. Иде. Ѓорче Петровци дисциплинирани. Не, јас сум изненаден, јас сум од Ѓорче Петров. И сум изненаден на ваквата дисциплина на Ѓорче Петровци. Но веројатно Да, ова со земјотресот е особено интересно заради тоа што граѓаните претпоставувам дека голем дел од нив сега моментов се збунети. што треба да прават сега? Да, дали сега излез надвор? Да. Тоа е вака добро организирана, сериозна држава би информирала веднаш преку сите медиуми дека ако има афтершокови, се надам дека ќе нема, Бидејќи 4 дека може да излез надвор. Да, 4 Сепак да, 4,9 по Рихтер
не е играчка и наистина не знаеме кои би биле протоколите за во ваква ситуација. И повторно патрола, затоа биле Ѓорче Петрос ја века толку Добро. Малку луѓе за проверка, па. толку биле. Добро вечер. Да ја предупредам дека сте во живо на емисија. Дозвола да движиме од сите. Ајде. Ајде, повелете. Да те прашам нешто. Поведете. Ако сега има земјотрес, а имало пред малку, што треба да прават луѓе? Полициски части смеат да излезат? Пред нивната зграда можат. Па ако падне зградата, врз нив ќе падне. Значи мора да се тргнете зградата. Вие сте Александар? И јас сум. 14. На Мировски Горан? Јас сум, Вие? да. Поведете. Кога ти го спомне името Александар, помислив дека чајте сега. Ајде сега, да, е. Сургуна надолија, Сургун. 14%. А тоа пуни ли? А покажа ли значи дека пуни? Power source, power adapter, battery is not charging. Горе јалку полиција у живот да ја комуницирам со полиција. Да. Поведете. Само да прашам, како се почитува полициски час тука во Ѓорче Петров? Нема таму се под контрола. Се е под контрола? Почитувал за најпримерни. Па, затоа што натага на кај од јаја паш идеме навака, таму баш и баш не се почитуваме. Чугате, нас е под контрола. Како што може да видите? Да, па трета патрола што ме застана. Така. Да, Да. до полицајци. Хубава вечер. До полицајците е тоа, да. Поздрав. И ете, како што кажа полицајцот, ако има авторшокови или ако нешто, ако почувствувате дека треба да излезете надвор, може да излезете пред зградата. Ако падне некоја саксија, тоа е полициски час. Малку горам да се нашалиме околу оваа наша македонска трагедија. Ако не ја фатиме вака, не знам како би ја преживеале. Да, малку плачење, малку смеа. Животот е тоа. Што би рекле нашите сограѓани од југот или југоистокот на Македонија, ред сози, ред брсори, и тоа е тоа. Пописот не го фатим уште како треба. Па тоа. Твое размислување околу пописот треба да има, не треба да има попис. Кои би били импликациите ако нема, кои ако има, и морам да го споменам тоа, да го земеме во предвид. Нема држава во Европа која што во 2021 не требаше да има попис и нема држава која што не го одложи пописот. Дали за неколку месеци, кога би ја стабилизирале ситуацијата со коронавирусот, или за наредната година кога се најсигурни дека ситуацијата со коронавирусот поради вакцинирањето ќе биде поставена под контрола. Во Македонија немаме ниту вакцини, немаме ниту протоколи. Како немаме вакцини, имаме 10.000 вакцини, како немаме вакцини. 11.400, тоа е 0,04. Викаш дека е доволно? Ако го слушаме премиерот Заев, ние имаме над 3 милиони вакцини. Дури вишок имаме. Да почнеме да делиме, да. Се шегувам, ќе се обидам малку да тргнам политиката настрана партиите, еве. Освен од дената политика, тргнам од себе лично. 22 часа во денот сум, колку што можам, се обидувам да бидам изолиран. И овде да бидам искрен, се стрес ми е во возило, иако сите сме со маски, нели? Со цел да се избегне, нели, инфицирање, заразување со вирусот. И еден ден ќе дојдат дома кај мене попишувачите и ќе треба да ги примам и не знам каде биле, во која куќа пред мене. Во моето непосредно соседство има луѓе кои што се заразени, одредени фамилии. Да. Тоа трае, нели, со недели, еден се заразува друг, па така натаму. 10%. И на вистина не знам
имам дилема навистина дали да ги примам луѓето од дома. Навистина имам дилема и како што стојат сега работиве, како што расте бројот на заразени, на починати, ми се чини дека ќе ризикувам и нема да се попишам, заради тоа што подобро да не се попишам отколку да влезам во сум сепак ризична категорија поради неколку причини. Да, тоа ми е И тоа мислам дека би бил и најрационалниот став на било кој вака човек со здрав разум, а тоа е ајде да не отфрламе дека веднаш ќе ги избркаме попишувачите од пред врата, но едноставно јас доколку немаат негативен ПСР тест, јас не ги примам да влезе да ме попишат. Тоа нека биде некоја да речам некоја средина која што би можела да биде прифатлива за мене лично. Ако има негативен ПСР тест, тогаш би се попишал, но не и обратно. знаете што е страшно? Вчера шефот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски рече дека е можно одложување на пописот доколку имате барање од Комисијата за заразни болести. Денеска јас барем не видов, не слушнав дека има било каква реакција. И претпоставувам сега, како и во многу други случаи, луѓето во Комисијата за заразни болести, кои што исто така имаат совест и не сакаат да учествуваат, за некој од нив лично знам дека не сакаат да учествуваат во било какво, ќе го наречам, убиство од небрежност, тоа што пазете, секој човек што ќе почине после 21 април во Македонија ќе оди на душата на луѓето во Комисијата за заразни болести, заради тоа што шефот на Завод за статистика Апостол Симовски елегантно ја тргна одговорноста од своите плеќи, ја префрли на лекарите и експертите во Комисијата за заразни болести. Значи, Ама и лекарите и експертите во Комисијата за заразни болести, Горан, и јас и ти знаеме дека таму се повеќе во политички точно. капацитет се таму, не се тие таму да ги кажуваат своите... Не, да бидеме искрени, има и професионалци, има и луѓе кои Да, ќе но знаат да работат. својот експертски став. Тоа е. Кажуваат оно што во тој момент, са дали е тоа случајно или е коинциденција, ја не верувам во коинциденции. Ама секогаш кога на владата ти одговара полициски час, вонредна состојба, мерка, забрана за движење или било каква друга мерка, 7%. тогаш функционираат и тогаш се изгласуваат сите нивни предложени мерки. И затоа велам, не знам колку би требало да биде одговорноста токму кај нив. По се ми изгледа дека најодговорен во оваа ситуација е токму Венко Филипче и премиерот Зоран Заев. Не може здрава логика да немаат и да спречат ваква работа. Можеме да ја класифицираме одговорноста, кој има најголема одговорност, меѓутоа повторно ќе речам, овде апелирам на совеста на тие луѓе, меѓу кои што повторно да речам, најмалку половината се врвни професионалци и луѓе со висока етика, висок морал. И од една страна да кажеме за нашите гледачи, овде не се работи за пари, ми се чини дека членовите на комисијата не земаат пари за учеството таму, се работи за хуманост, лекарска етика и така натаму и така натаму. И тука да не слушнеме од ниту еден од нив изјава дебата по овие прашања е срам за сите нив. Дел од нив ги познавам лично и пријател сум, и тоа слободно ќе кажам, се работи за срам до највисок вид. И повторно да речам, се работи за опасност дека сите починати лица како резултат на попишувањето во Македонија, вие ќе имате милионски интеракции меѓу луѓето во тие 21 ден. Без разлика дали ќе бойкотираме, дали ќе се попишеме, јас не исклучувам дека ќе се попишам на крајот. Понекогаш и зависи од моментот, дали сте во каква ситуација се наоѓате денот. Затоа што да не забораваме, оваа криза предизвика кај луѓето огромни психолошки аномалии, луѓето паѓаат во депресии, луѓето се весели, луѓето се... Така што, еве, апел до сите нив, барем да излезат на дебата, за да не речат утре јас бев против, ама не ми даде министерот, не ми даде премиерот. Не, сите вие во Комисијата за заразни болести сте одговорни. За Филипче и за Заев не сакам да разговарам. Вчера одговарам во емисијата, Филипче влегол во операциона сала, каде што се интервенирало. Да, беше објавена снимката, да. Не знае дека кај беше објавена снимката, значи, навистина, многу чудна во ситуација. цивилна облека, со мобилен телефон снима отворена глава.
и без маска, без основни почитување на основни протоколи за коронавирус, а и за хируршка интервенција основни протоколи. Горан, после еден час од прилика возење низ Скопје, она што можеме да го заклучиме е дека полицискиот час се спроведува во центарот на Скопје, сега сме баш во центарот на Скопје, сменила камерата само Буњаков, трговски центар Буњаковец, живо пиле нема полица, освен овие службени возила. И веројатно од службите што не следат нас, веројатно. Па не, ова е службено, ова е деливери. Се шегувам. Неколку службени возила. Полицискиот час, како исто како да го нема на онаа страна на Вардар. Добро, тука не се согласувам. Од таа страна на Вардар, етичката композиција е многу различна од тоа што луѓето го доживуваат и ја тука сум против вакво делење на Скопје од оваа страна, од таа страна на Вардар. Не, јас кога го поминав мостот возејќи со колава физички, затоа морам така да кажам каде. Така, Да. Географска одредница, значи, не етничка. Не етничка, географски поминав, да. 4% почна да се... И уште 4% ни е батеријата, ќе мораме тука да ја прекинуваме емисијата, се надевам го задржавме вашето внимание. Ако има земјотрес излезете пред зграда, за се друго ќе побарате помош од полицијата да ви каже што понатаму ако има авторшокови по земјотресот. Следете во недела тешки моменти со Палшо и Миќо, понеделник неделен брифинг со Трикостов. Горан, ти благодарам на учеството во оваа неконвенционална емисија. И поздрав до сите гледачи, слушатели и сите што не следеа. Ми беше, да речам, чест, задоволство не ми беше, се тешки теми и понекогаш е тешко да зборувате, тоа немаме веќе батерија. Благодарам на сите. Благодарам и на вас, чувајте се.